Почитувани гледачи, повторно во живо студиото на Skynet со мене вечерва е господинот Ден Дончев и го продолжуваме разговорот за глобалната економија. Господине Дончев, разговаравме, ги спомнавме целиот свет, нели? Основните ресурси, но најголемиот играч некако го ставивме на страна. Да не се лажеме дека најголемиот играч, земјата од која све зависи кои правци и како ќе иде, се уште е лидерот во новите технологии, во изумувањето на нови технологии, но и како најјака земја економски Соединетите Американски држави. Каде се они во цела оваа работа, освен што во моментот знаеме дека доларот им паѓа и што значи тоа за нив? Знаете што има една изрека во така светски кругови, вика кога Америка ќе кивне, останатиот дел од светот добива грип. Качи е температура. И тоа е реалноста, тоа е вистината. Америка представува се уште, речи си, 1/3 од севкупната светска економија. Американскиот долар е или беше, да речем, резервната валута на целиот свет. Така. Но Америка доживува некои навидом економски проблеми во последните неколку години, кои да речем кулминираа со драматичниот пат на доларот, кој пред неколку години беше долар и 10 спрем еврото, сега е $1.50. Дали е тоа резултат на зголемување на вредноста на еврото или падот на доларот? Тоа е падот на доларот. Мислам, доларот е паднал спрема сите валути, сите валути во светот. Зошто е тоа така? Па тоа се должи на неколку фактори, но прво и пред се поради да речем настаните кои се случија околу 11 септември, така нападот врз 9/11, 2001, па наваму. Која предизвика огромна реакција од монетарните политики, на монетарната политика, да кажем, во Америка, тоест од нивната централна банка или федералниот резерв. Од септември 11 во наредните 2 години каматните стапки во Америка падна на 1%, што е апсолутно невиден ниска каматна стапка во економската историја на Америка. Сега, кога зборуваме за пад на каматната стапка во Америка, добро, за разлика од кај нас, и сега не би зборувал за монетарната политика во Македонија, но што се однесува до Централната банка на Америка, каматната стапка е исклучиво функција на понуда и побарувачка. Значи, да ја намалеш каматната стапка, буквално ја зголемуваш количината на парите. Значи, буквално се пуштат пари во оптек. Значи, не е тоа инфлација? Добро прашање. Инфлација или класичното штампање на пари е кога Централната банка штампа пари и ги дава на буџетот, значи ги дава, едноставно штампаш пари, ги даваш на буџетот и ги троши. Така, буквално ги троши, без никаква транзакција измеѓу. Но кога Американската централна банка сака да ја намали каматната стапка, пушти пари во оптек, но тоа го прави преку купување на обврзници. Дали од приватниот, значи купува обврзници. Например, обврзници во смисла... Така е поставен системот, не? Добро. Значи, имаш... Дали е тоа само таму или тоа е во светската економија, сите земји така постапуваат? Па во сите развиени земји е така. Сите развиени земји така, тоа е принципот. Апсолутно. Значи, се купуваат, значи, компании издаваат обврзници и Централната банка излегува на пазарот и купува обврзници. Кога купува обврзници, така обврзникот е парче хартија кој обврзува тај што е давател на тој обврзник, дека плаќа и камата, но во еден период ќе ти го исплати вредноста на тој обврзник. Значи купува обврзници како и од приватниот сектор, така и од државата. Добро. Тоа би било исто, например, доколку Македонската народна банка одлучи да ги купи овие обврзници што се котират на берзата, така? Што може. Тоа не е штампање пари, бидејќи заменуваш еден долг, фактично откупуваш долг.
Така. со пуштење на пари во оптек. Добро. Но, кога Американската централна банка го прави тоа, значи, ги пушта овие пари во оптек и ефектот од огромното намалување на каматните стапки беше дека се пуштија милиарди долари вишок во оптек. Комбинирано со големиот трговски дефицит, со исто така Америка го доживее и го има во последните 10 години и веќе пристигнува ниво од 700-800 милиарди долари годишно. Дека Америка повеќе увезува од што што извезува. Но тоа се уште е 7-8% од нивниот GDP, така што не е, да речеме, толку алармантно. Не, А и со падов на доларов, американските продукти стануваат се по... Значи, Америка го има тој луксус, каде што падот на доларот, кај што сега се случува, дефинитивно ги ставува нивните фирми во конкурентна предност. Прашајте ме мене, ја плачам сега на интернет да купувам American Items. Така што навидом краткорочно е страшно за американскиот стандард, бидејќи све што увезувате станува поскапо. Кога американец ќе отиде на туризам, така, од Нью Йорк во Париз, ќе види дека ако едно капучино е $3 во Нью Йорк, овде е $5. Така, исто капучино е. Така што тоа е, значи, краткорочно дефинитивно е ги изголемува трошоците на животниот стандард на просечниот американец, но дефинитивно значи експлозија на американскиот извоз. И преку падот на доларот, Америка де факто станува многу по-конкурентна на светските пазари и последните неколку месеца покажуваат дека почнува да доживуваат невиден бум во извоз од авиони до компјутери до све и свашта. Така што Кина купи 200 Airbus-а, што беше многу интересен потек од Франција. Добро, така што тоа е, да речам, значи основната причина за падот на доларот беше премногу лабилна монетарна политика во последните 7 години. А каква врска има тоа со после настаните после 9/11 и конкретно најголемиот проблем во Америка, кој претпоставам дека има некакви импликации, сега позитивни или негативни, не знам, во нивната економија, но тоа е војната во Ирак. Па добро, и тоа е, мислам, трошат стотици милиарди долари годишно за издржување на војната и во Ирак и во Афганистан. И сега тоа го ставува нивниот буџет во уште поголем дефицит. Но добро, нели тоа покренува... И сега тоа значи се финансираше од пуштање на дополнителни пари во оптик и затоа... Но нели тоа ја потикнува, например, воената индустрија, вкупната индустрија, има работа, има потреба од работна сила, се произведува. Значи, не, сега тоа не е спорно, но добро? Значи американската економија беше многу силна во последните 5-6 години. Но почетната точка беше 2001 кога економијата беше лабилна, значи вулнерабилна во смисла дека имаше некоја блага рецесија и настаните од септември 11 мислам беа како еден катализатор за драматично да се намалат каматните стапки, предизвикан можеби од некој страв дека тие терористички настани ќе доведат до некоја замрзност на потрошувачката и светската и економската активност. Но ефектот од тоа беше дека премногу ниската каматна стапка доведе до одредени шпекулации, премногу лесни пари беа нудени на потрошувачите во Америка, така цените на нивните куки драматично се зголемија во последните 5-6 години. Многу шпекулативни позајмици беа издадени од банки и сега кога се зголеми каматната стапка, кога падна вредноста на доларот, голем број од тие од луѓето во Америка кои позајмуваа пари, easy money, така, лесни пари, со многу лесни кредитни услови, сега се во состојба да не може да го исплаќа тој долг и затоа Америка моментално се наоѓа во некоја ризик да влезе во некоја можеби остра рецесија. Дали или не ќе влезат во тоа, ќе покаже, мислам, 2008 година, која ќе биде клучна, но во овој момент многу нестабилност постои на светските пазари и затоа меѓу другото берзите се паднати и во Нью Йорк, и во Токио, и во Лондон, да речеме, и тоа може би преку 10-15% у просек.
И светот денеска се наоѓа во една ситуација каде што можно е 2008 година да биде година на рецесија која ќе Што значи година на рецесија, господин Каде што Дончев? година рецесија значи каде што земјите имат економски растеж, тоест пад на економскиот растеж. Тоа е значи имаш негативна економска активност, каде што имаш негативен растеж, да речем. Да речеме, значи ова ќе биде кивнувањето на Америка. Да, но како што кажав, кога Америка ќе кивне, светот ќе фати грип и тоа ќе влие. Бидејќи 1/3 од светската економија, бидејќи увозот ќе се, значи американските транзакции, трговија со останатиот дел од светот ќе се намали, бидејќи светот е толку меѓу поврзан, глобализација, значи толку сме поврзани каде што намалувањето на економската активност во Америка де факто значи намалување на економската активност во сите други земји, бидејќи е 1/3 од севкупната светска активност. Големата депресија во 30-тите години за многу краишта во светот едноставно не допрала. Едноставно падот на берзата во Америка предизвика исти големи турбуленции во поразвиените европски земји. Да. Но оние помалку развиените едноставно многу полесно се справија со ова. Дали по дефиницијата по дефиницијата на депресија што имало во Америка во 30-те, Македонија веќе е 30 години во депресија, ако гледаме така. Така што шала на страна, мислам дека 30-те не може да се споредат со денешните економски случаи, бидејќи светот тогаш беше многу позатворен. Мислам, значи ќе ги почувствуваме ние последиците, значи тука сакам да го... Значи голем дел од подемот и збогатувањето што се случи во последните 20 години е резултат на отварање на економиите една спрема друга, изголемување на трговијата, како испуштање на тарифи и бариери. Ајде идеме за Македонија. Ајде да почнеме повторно од она што на почеток го кажавте. Во Македонија имаме некаков економски раст, кој не е нешто, колку што јас разбрав, не е резултат на некаква политика, не е резултат на некаков напредок, сеопшт генерален напредок и кревање на фирмите и компаниите, туку она што го имаме како цифра е последица од неколку компании, неколку фирми, како што се Макстел, Фени, кои извезуваат овие стратешки суровини за кои зборевме на почетокот. Тоа се бакар, тоа е цинк, тоа е никел, фероникел, чии цени многукратно се зголемија. Да. Тоа може да биде добро, челични лимови и така натаму. Но бидејќи тие не се компании кои се нешто во наше владение, профитот иде некаде далеко. Има ли нешто од сето тоа за нас како Македонија? Ваксе, значи, пак е ова техничко прашање и да се обидам да го објаснам на едноставен начин. Например. Значи, каде оде профитот е финансиска мерка која не влијае која не е поврзана со тоа колку е бруто домашното производство. Значи, во последните 5 години во Македонија у просек имаме GDP растеж од околу 4-4,5 години. Така 2003, 2004, 2005, 2006 година. Колку ќе биде оваа година не знам, имаше некои бомбастични најави дека е 6 или 7%, тоа ќе покаже времето колку е, бидејќи нашите сметководствени системи за жал не се толку современи да можеме во текот на годината со прецизна мерка да кажеме колку е реалната стапка на растеж. За ваша информација, се уште 2006 година, стапката на растеж за 2006 година е на ниво на проценка. Значи, се уште ги немаме затворено статистичните прегледи за 2006 година, камо ли да зборуваме за колку е стапката за 2007. Но, тоа настрана.